беве запознал со мисијата експертска која беше тука и нивните наоди. Мерката депопулација и убивање на свињите во 3 километарската зона и колење во 10 километарската зона од нивна страна беа оценети доста успешни и ефикасни, ефективни, исто како што и тие ги пременувале во нивните држави дури и поригорозно, отколку ние што ги пременувавме. Поригорозни беле. Они одат до тој стан во Литванија, дури голем дел од популацијата на дивите свињи беше намалена на биолошкиот минимум. Што значи тој резервоар на вирусот и преносител понатаму кон домашните свињи беше редуциран на некое минимално ниво. И најголем акцент се посветуваше од нивна страна на зголемување и повеќување на биосигурносните мерки во одгледувалиштата. Тие мерки они ги уредеа во една регулатива која што ние доставија и која ние понатаму ќе имплементираме или ќе ги насочиме тие мерки согласно нивните искуства. Меѓутоа, согласно ситуацијата која утврдена на терен, најдоа забелешка дека биосигурносните мерки во големите фарми, па и во малите фарми и во тие некомерцијални фарми, на жалост се на некое многу ниско ниво. Помина веќе 50 дена од првата анализа на земање на крв и досега нема угинато ниту едно животно на територија на општина Куманово. Свињите се здрави, инкубацијата ако имаше ширење на болеста, досега требаше да сите да фатат да се исчистат свињите. Што значи дека за 50 дена ако немало ширење на болест, нема ни болест во општина Куманово. Затоа мој предлог е ова да се прекине тука, да се стави крај на ова малтретирање на населението, селското население на општина Куманово, да си продолжи вака, да си ги зголемиме безбедносните мерки, што рече Ванчо Новоселски, за дворот треба да е поделен. Еве, кај мене лично дојде, дворот е поделен. Башка ми е дворот за свињи, башка ми е дворот за луѓе. У тој двор не ми влегува никој кај што ми се животињите. Друго, имам посебен простор кај што чувам жито, посебен простор кај што се пресоблекувам.